која е причината за зголемување на ризиците од кардиоваскуларни заболувања. Зошто е важно навременото дијагностицирање, но и кои се можните компликации. Потоа за кардиохируршките интервенции, ризиците и успешноста, важноста на постоперативниот и предоперативниот период и секако превентивни мерки и совети. Во наредните минути го слушаме интервјуто со професор доктор Александар Николич, специјалист по кардиохирургија. Статистиката покажува дека кардиоваскуларните заболувања се одговорни за над 31% од сите смртни случаи на глобално ниво, а во Македонија се водечка причина за смртност. Затоа здравствените лица препорачуваат грижа за своето здравје, здрав начин на живот, рана превенција и навремено дијагностицирање. Кардиоваскуларни болења се увек у порасту ако се луѓе не придржавају некога здравог начина живота, Кардиоваскуларните заболувања се секогаш во пораст, доколку луѓето не се придржуваат на некаков здрав начин на живот. А пред се во денешно време луѓето се помалку се движат, секаде одиме со автомобил. Сакаме до местото каде што одиме да се паркираме пред врата. А за некој нормален, здрав живот, секој ден еден човек треба да пешачи минимум 3 километри. Понатаму, многу од луѓето пушат цигари, а пушењето е еден од ризиците фактори кои допринесуваат за појава на кардиоваскуларни болести, но и исхраната не е правилна. Пуно се једу масни сиреви, пуно се једу и меса кои имају масти. Многу се јадат масни сирења. Се јаде месо кое има масти, особено јагнешко, кое е полно со холестерол и сите останати меса. Во нашата исхрана не е толку застапено овошјето. Зеленчукот е застапен на некој начин, а пак рибата минимално, што би требало да е обратно. Навременото и правилно дијагностицирање е првиот чекор кон успешно управување со кардиоваскуларните заболувања. Со правилна и навремена дијагностика, луѓето си го продолжуваат животот и го подобруваат квалитетот на животот. Јако е битно затоа што е тоа уствари најчешća болест и у свим. Многу е важно затоа што тоа е најчестата болест и во сите западни развиени земји уште од 40-та година почнуваат редовните систематски прегледи на кардиоваскуларниот систем на секои 3 години. Ако вие работите во која било сериозна фирма, никој нема да ве осигура доколку немате барем кардиоваскуларен преглед. На тој начин рано се откриваат овие болести, а раното лекување доведува и до намалување на многу компликации кои можат да се појават. А тоа се инфаркти, мозочни удари, сите најразлични кардиоваскуларни напади. На тој начин луѓето си го продолжуваат животот и го подобруваат квалитетот на животот, затоа што ако добиете инфаркт и го преживеете, вашето срце значително ќе ослабне и вие не сте веќе способни за некои вообичаени работи кои сте можеле претходно да ги извршувате. Така што има една изрека во Америка: во денешно време само човек кој не мисли на себе умира од срце. Само човек кој не мисли о себе умира од срце. Тој што мисли на себе и оди редовно на контроли не може да умре од срце. Раното откривање на кардиоваскуларните заболувања овозможува навремена интервенција, која може значително да го намали ризикот од срцеви удари, срцева слабост или други сериозни компликации. Најчешće интервенции до сада су биле коронарна болест, тоа е сужење или запушење крвних судова срца или уопште свих крвних судова, но како се живот продолжува. Најчеста е коронарната болест. Тоа е затнување на крвните садови на срцето или воопшто на сите крвни садови. Но како што се продолжува животот, луѓето живеат подолго, затоа што медицината напредува. Денеска во ист процент имаме и заболување на крвните садови и затнување на аортниот залисток. Тоа исто така настанува заради артеросклероза, која е напредна болест од која човекот што ја има може да умре. Све те болести могу се данас лечити. Прво могу да се лече лековима,
Ако se to iscrpi, onda može interventnim metodama kardиолошким koje danas napreduju. Сите тие болести денеска можат да се лекуваат најпрво со лекови, ако е потребно и со интервентни кардиолошки методи, кои денеска се напредни. Има се повеќе проблеми кои можат да се решат на тој начин. Ако и тоа не помага, тогаш одиме на операции, кои се всушност најчести операции во светот. Повеќе се оперира срце во текот на еден ден во светот, отколку хернија или кои било други операции. Тие операции денеска се многу усовршени, така што ризикот од една коронарна операција просечно, кога гледаме кај млади и постари луѓе кои имале инфаркт, се движи помеѓу 2 до 3% смртност. За успешност на вакви операции морате да имате совршена организација, значи добра болница во која имате добра организација, не само кардиохирургија, туку и други оделенија, добар среден кадар и секако хирурзи кои се увежбани, кои поминале илјадници операции и се занимаваат со тоа со години. Хируршкото лечење во кое спаѓа и предоперативниот и постоперативниот период по успешно извршената операција доведуваат до тоа пациентот бргу да се врати во нормален живот. Па ја кад говорим о лечењу хируршком и операцијама, не гледам само као операцију, да е операција само. Кога говорам за хируршко лечење и операции, не велам дека тој дел е само операција. Овде спаѓа и предоперативниот процес. Добро да го подготвите пациентот за да влезе на операција, добро да го оперирате, а потоа доаѓа и постоперативниот период, кој е исклучително важен исто колку и операцијата. Затоа ако правилно го водите пациентот низ оперативниот период, после тоа тој брзо ќе излезе од болница, здрав и се враќа во нормален живот за брзо време во период од 1 до 2 месеци. Превенцијата и здравиот начин на живот се клучни за заштита од кардиоваскуларни заболувања, затоа што навремена превенција е половина здравје. Мој совет е да свако ако може сваки дан прошета барем 3 км на дан и то лагано хода и едноставно ако може да... Мој совет е секој, ако може, секој ден да пешачи барем 3 километри и ако може да избегнува пушење цигари. Тоа се двете основни работи. Што се однесува до исхраната, не можеме да се одречеме од се и од некои работи, но можеме да ги намалиме. И ми смо људи, морамо у нечему уживати. Али можемо да смањимо, не морамо баш да интензивирamo сваки дан то да једемо. То су 3 моја савета, четврти. Тоа се моите 3 совети. А четвртиот по мене, кој е многу важен, не е лошо секој ден да се испие по 1 до 2 чаши вино, кое ќе биде благородно за крвните садови, затоа што ги шири крвните садови, има танин, спречува артеросклероза и го ослободува човекот од овој урбан и нервозен начин на живот.